Полека ни се приближуваат деновите кои што ги славиме и на кои што им се радуваме и го очекуваме она нели убавата врата, порта, влезот во новата година и новите надежи. Сега ние се навраќаме на некои убави муабети кои што ги имавме со нашите карантински гости со кои што преку телефони ги обавувавме нашите разговори и продолжуваме во тој правец со оглед на тоа дека COVID-19 нема намера за брзо да замине. Наш и ваш денешен гостин преку програмата на Радио Холидеј, почитувани слушатели, е господинот Трајче Китановски, соколар, еден од 10 во Македонија. Дали се слушаме, дали сте на телефонската врска? Се слушаме, да. Убаво, да. Како поминувате деновиве? Еве сега ја имаме зимата, се намалија температурите, меѓутоа не толку многу и вие и вашиот прв другар, прв пријател Хари, како го поминувате времето? Па добро, малку сега не беше, не е толку лошо, за разлика од тоа колку беше незгодно во период кога беше карантинот. Не можешме да летаме со Хари, но сега мене во овој период и така никогаш не ми е досадно заради мојата птица. Летаме секој ден, кога не летаме правиме разни тренизи и времето во глобала проаѓа така со мојата фамилија и со мојот пријател Хари, како што кажавте. Да. Во однос на активностите кои што ги преземате повторно, мене многу ме заинтересира ова соколарството со Хари, како сте ангажирани? Ви одговара повеќе ова време за тренинзи или пак кога има снег? Па добро, заради тоа што Хари е пустински јастреб, како што кажавте во прошлата емисија, Парабутел уницингтус или Харисон. Заради тоа повеќе ни одговара летно време. Но секако дека и зимно време немаме некоја штета, освен доколку температурите не паднат под нулата. Кога се температурите под нулата, тогаш ние не летаме, заради тоа што, како што кажавте, работи за пустински јастреб. Да. И повеќе ни одговара летно време. Заради тоа. Да, како сте ангажирани еве во овој миг? Се уште немаме ниски температури, тоа значи дека сте активни. Летаме сега, така е. Така. Да, убаво. А колку сте атрактивни заедно со Хари, еве некој, например, ако сака да го изучува или пак некој едноставно ако сака хоби, да види како тоа изгледа да се дружи со птица, нормално со ваш надзор, дали имате такви побарувања? Дали имате тури со луѓе кои што сакаат да го придружуваат Хари во природа? Да. Добро, соколарството не можем да се сложим дека е хоби, тоа е пасија, но воред повеќето од луѓето така го констатираат тоа. Да. Додека пак ние соколарите секаде во светот сме сложни дека тоа е пасија. Да, имаме доста побарувачка, поготово овој период. Не знам зашто баш овој период. Зачести така, имаме доста фотосесии. Еве, например, последната фотосесија беше токму вчера со нашиот познат модел Кристина Филиповска. Одлично. Имаме доста спотови, снимаме песни, не викаат, имаме и доста идни ангажмани за спотови. И можам да се пофалам дека во моментот сме доста побарувани и актуелни околу тоа поле. Значи Хари може да се види на сите тие убави фотосесии покрај згодни девојки и на музички номери на YouTube по спотовите.
го има... Покрај Хари станувате и вие лично. Се слепам поред него. Да, станувате познати, да. Да. И нема тука лутење. Инаку ме запрашавте, да. Инаку ме запрашавте за соколарски прошетки, ако ве сватив добро. Да. Дали имате луѓе, јас сакам... Да. Се уште си оди, тоа си функционира преку Групер, си правиме соколарски прошетки, моментално правиме во парк шумата Газибала и во Кучково горе. Тие се прекрасни скопски предели. Кога се слушнавме минатиот пат, беше чинам летото. Тогаш правевме во Гевгелија, во Охрид, во Кавадарци. Сега правиме само во Скопје, заради тоа што оценивме и проценивме дека најмногу побарувачки има во Скопје. И затоа се решивме да останеме во својот град и моментално правиме, како што кажа, во Кучково и во парк шумата Газибаба. Добро е, да, има доста, тоа се групи, најмалку од 4 луѓе и доста се јавуваат. Значи да, може да се запазат сите оние мерки кои што се препорачани од владата, така. Секако со маска, инаку да напоменам, не кажав дека секој човек што ќе дојде му следува гратис мајца со логото на Хари и кратка фотосесија. Тоа, значи, и многу други изненадувања, што треба да се видат на лице место секако. Вие сакате да ми кажете мене дека доколку е некој заинтересиран, многу ќе добие од вас. Нормално, покрај знаењето и мајца и фотосесија, што ќе ја памти секогаш. Одлично. А за возврат ништо не барате од оној кој што сака заедно со вас да направи прошетка? Па тоа си е регулирано преку Групер. Таму си одат, мислам дека беше, ако не се лаже, 1200 денари. Тоа 90 минути трае таа соколарска тура и тоа е тоа. Значи, ако имаме четворица прилепчани, ќе дојдете тука и во Прилеп, а треба да се обратиме во Групер, ние доколку. Холидеј, вие сте мои пријатели, така да за вас не никаков проблем. Да. А сепак сите оние, еве, од другите градови, од другите места што сакаат да се обратат кај вас за една таква убава 90-минутна прошетка, треба да се обратат во Групер. Така разбрав? Може да ме исконтактираат лично и мене, значи преку нашата Facebook страница што се вика Забава со Хари, или лично мене на мојот Facebook профил Трајче Китановски со кирилични букви и не е никаков проблем, ќе закажеме термин кој ќе ни одговара и нема да има никаков проблем. Да. Дали Трајче сега ова кај вас можеби предизвикува уште една убава, така да речам, мисла да набавите уште некоја птица која што би ја тренирале, со оглед на тоа дека веќе и во Македонија заживува онај авантуризам, да го речеме, да пробаме нешто што досега не било, да уживаме едноставно, да бидеме видени и да видиме она што сакаме, убави предели, од запознаја татковината сака ја повеќе, меѓутоа да го видиме и тоа како функционира на мојата рака, ете да застане една птица. Да. Па вака, најпрво виновни, условно речено виновни се вие медиумите што ми подававте рака и што доста е интересно соколарството во Македонија, јас како главен негов промотер, сакам да ви се заблагодарам и поради вас има се, значи, се повеќе побарувачка и заради тоа, токму така, како да читате вие мисли, решив другата година, негде на кај август, треба да ми пристигне женска за Хари и да имам два јастреба. И се надевам дека за некоја година ќе имам и млади и потомци. Да, значи први ние чекаме Хариета, а потоа другите. Баш така, да. Точно така. Да, се надевам дека во текот на овој зимски период одржувањето, хранењето на птицата не е толку тешко, со оглед на тоа дека вие сте навлезени во еден ритам и добро ви е познат режимот на исхрана. Ова е добро прашање што го поставивте сега.
првпат ми е поставено, треба да се напомене дека птиците грабливки зимно време и летно време не е исто. Да. Зимно време имаат една работна тежина на која што функционираат, летно време е сосема поинаку. Например, зимно време треба да се наренат повеќе, заради тоа што и да им се најде таа нивна зимска грамажа, не е исто како што кажав со летно време, заради тоа што зимно време повеќе паѓаат. Ние соковарите така умееме да го кажеме тоа, значи повеќе слабеат, заради тоа што е ладно Повеќе и трошат. паѓа грамажата, повеќе трошат, да. И заради тоа треба да им се даде да јадат повеќе. Тоа е исто така интересно, што не сме го спомнали. Да. Ќе има уште нешто да споменеме, меѓутоа со оглед на тоа дека нас навистина времето не брка, а секогаш со вас ми е муабетот многу убав, морам да признам. И јас ќе ви посакам многу ангажмани, да имаме поубави спотови, да имаме поубави фотографии, календари, едноставно, зошто да го немаме она дивото, припитомено, со некои убави предели. Ќе посакам да имате многу ангажмани, а што очекувате, еве да ве прашам вас лично сега од новата година со оглед на тоа веќе дека сме и 26 декември. Има ли некоја желба што сакате да ја споделите со луѓето? Знам дека имате желби кои што на личен план сакате да ви се остварат, меѓутоа нешто што е така јавно за да се сподели со сите. Па еве можам, прибидејќи вие, како што напоменав, сте мои пријатели, како ексклузива, до сега не сум спомнал никаде, да кажам дека во новата година, мислам во другата година, се очекува Хари да се појави во спотот, еве можам да ви кажам, на Благоје Груевски, на нашиот естраден уметник. Тоа е една од многуте новости, што можам со вас да го поделам така ексклузивно. Иначе очекувам да се смири се во ова со коронава, се молам и се надевам и верувам, иначе побудалев. Доста е. Да, скренаваме малку. Па не е исто како што беше, некако ни се поремети животот. Не е исто. Очекувам и верувам да се среди тоа и сите да бидеме здрави и живи. Еве јас например лично фатив корона. И ја поминав тешко, сега е добро. Да не се повтори. Да не се повтори, дај Боже. Некој вика дека сега веќе си иму, некој вика нема врска, не знаеш на кого да му веруваш. Себе си, само себе си да си верувате. Така е. Да. Верувам на себе си, на мојата фамилија и на Хари. Ќе видиме дали некојаш ќе ме изневери. Сега е супер. Иначе сакам да ви посакам на вас и на вашите ценети слушатели да бидете добро, да бидете здрави и живи, на вашите слушатели да ја ценат природата и да секако да се грижиме зашто да не и за околните наши птици, да не ги тука секако дека мислам да не бидат убивани, бидејќи ништо не ни сметаат, природата сама си се грижи за незинот природен пат. Да. И така да ние немаме тука потреба ништо да пукаме со пушки или нешто слично. Или не да Боже со отрови. Уште по-лошо. Да. Имаше еден паметен човек, мислам дека беше Едвард Кейс, ама не сум сигурна, кој што вели човекот само се занесува кога мисли дека ќе ја уништи природата. Уништувајќи ја неја може да се уништи само самиот себе, затоа што природата знае да се обнови и да го отстрани сето она што и смета. Па на жалост се уништуваме самите себе си се повеќе и повеќе. Се надам дека еден ден ова лудило ќе запре и дека ќе живееме среќно. Тоа се само надежи. Па добро. Надежта, добрата мисла, оптимизмот и сето тоа заедно, ако биде почитувано и од сите нас, сигурно дека ќе биде успех и еден убав свет за живење. Дај Боже. Инаку сакам да напоменам дека се повеќе луѓе се интересираат, како што напоменав заради вас, медиумите за соковарството ми се јавуваат и дури можам да напоменам дека ќе имаме и идни соковари
Еве, јас, како што кажа прочет пат, дека сум ментор на... Од Босна имавте ученик. На Јасмин од Босна, така е. Да. Сега се јавија, значи, и повеќе луѓе, меѓу нив и Пеце Николов. Тој е млад и навежен соколар. Имено сакам сега да го поздравам и се надевам дека еден ден ќе се пронајде во ова што го сака сега и дека ќе остане на желбата да биде соколар и ќе се дружиме. Него сум исто така ментор, можеме да се пофалам како еден од ретките соколари што е ментор дури на двајца соколари, идни соколари. И сега е супер, па ќе видиме како ќе продолжи. Му посакувам среќа. Ви посакуваме среќа, ви посакуваме среќна нова година и сите оние убави работи кои што ги посакувате, Дедо Мраз да ви ги донесе или Баба Мразица, не е битно, главно да бидете среќни. Фала ви многу, истото од срце ви го посакувам на вас и на вашите слушатели. Благодариме уште еднаш и ви посакуваме убав ден. Почитувани слушатели, тоа беше нашиот кусмуабет со Трајча Китановски, соколар од Македонија, еден од 10 соколари, со неговиот јастреб Хари, кој што навистина го има на многу спотови, го има и во многу едиторијали. Колегата се крсти, ама затоа што навистина му е нешто ново ова, како што мене ми беше пред некој период. Меѓутоа, колку човек запознава една област, толку повеќе расте и радозналоста, желбата да се дознае што повеќе. Останете со нас. Број 1 во Прилеп. Број 1 во Прилеп. Број 1 во Македонија. 102.1. 102.1. Holiday.